Поздрав на сите дечки, Лаки со вас. Заследете ме на Instagram Лаки Царекс, на TikTok Лаки Царекс и на Facebook Лаки Царе. Аднете ме за френдче ако ви требам. И можеме да почнеме со видеото денес. Денешното видео се вика 5 работи како би имал подобар и посреќен живот. Значи сите знаеме дека 2018-19, немам појма кога точно почна короната, али од кога почна па навака на сите ни се измешаа умовите и сме као депресии, анксиозност, не знам, АДХД, бла бла бла, не знам шо, па плачки, па емоции, па не можам да се ја средам психата, не можам да се ја средам, не знам, умот не можам да си го средам, емоциите, ово оно. Океј, и со оглед на тоа јас овие, ако можам да кажам, 3 години се борам со депресија, со анксиозност и АДХД. Со оглед на тие 3 години од лично искуство заклучив 5 работи кои што би ни го подобриле животот и би не направиле посрекни. На кој начин? Најпрво од се, овде го немам запишено тоа, али пред почетокот на сите овие 5 точки морам да ви кажам, барајте си занимација и оптеретувајте си го мозокот со обврски и со било што друго, освен со тажните мисли, освен со црните мисли. Значи слушајте музика, не знам, излегувајте надвор, трчајте, што знам, гледајте видеа, земете, што знам, пенкало, чешел, пејте, не знам. Значи буквално правете било што може да ви текне, било што, освен да мислите на тие црни мисли, на старите спомени, моменти, као сакате и кажете на минатото и така натаму и така натаму. Значи било што може да ви текне, буквално ова правите го цело време. Тоа ќе ви го одземе вниманието од тоа што го мислите и ќе мислите на ова и нема да се чувствувате како што се чувствувале пред тоа. Сега, првата точка за денес е вака. Секогаш остануваш смирен во ситуациите и наоѓаш решение за проблемот. Зошто? Заради тоа што доколку се појави било каков проблем, како и нормално, сите ние сме нервозни. Меѓутоа знаеме дека при нервозите и постарите се веќе као ги нервира тоа што ти си нервозен и тие ти се нафрлуваат на тебе и уште толку нервоза ти ствараат, па доаѓа до карање, до свашта, до проблеми и така натаму и така натаму. Сега, за да не дојде до тоа, без разлика каков и проблем да е, пример ќе земеме, што знам, вариш нудли, вариш шпагети, не знам, правиш за јадење, окей, менува сијалица без разлика и ти пукнува сијалицата, пример. И сега, не дај Боже, си ја сечеш раката и ти тече крв, или од пукањето ти ја секоја стакло раката и ти тече крв. Ти тука не правиш небитни сцени, као, о мај гад, мамо, раката, нервите ми пукна, не знам как, ми тече крв, ово, оно. Не, за да не дојде до поголеми инциденти, глупости, пошто знаете дека родителите се замараат за нас и се као, о мај гад, прават од мравка слон, ти фино лепо идеш до веце, си ја миеш раката прво со вода, после си ја миеш со сапун, па пак со вода, си ставаш ханзаплас или завој, бинт, как сакате го кажаите на гевгилијски, и тоа е тоа, решен е проблемот. Значи, пробајте што е можно побрзо да најдете решение за проблемот, за да не направите од мравка слон. Пошто знаете дека нашите родители се грижат, пошто нормално ние им сме деца, и за секоја било каква ситница, они гледат да преувеличат, да направат што е можно поголема глупоста, за да испадне као, о мај гад, не знам как. За да не дојде до тоа, или да не дојде до караници, или да не дојде до проблем, пробајте да го решите проблемот. Пример, како што кажах, варте нешто, правите јадење без разлика, се запалаве тенџерто или ви се истураве на земјата. Пробајте да не каиште на никој од вашите за да не дознаат, исчисти со џогер, што знам, земи чаша вода истури ако има огин или проби ускрпа и изгаси, значи најди решение за проблемот за да не дојде до поголема глупост, пошто доколку се зберат луѓе станува паника, па о мај гад, па воа тоа, леле, дај ми воа, дај ми тоа, така станува и не обрнавте внимание на проблемот, не го бркте как да го решите. И во моментот кога настанаве паника, вашите глави не мислат доволно как да решите проблемот, а проблемот се повеќе и повеќе се шире. И од обично тенџере може цела кујна да те се запали. И после што правиме уде и куките. Затоа, додека си во можност сам да го решиш проблемот, проби сам да го решиш проблемот, заради тоа што, како што кажах, повеќе луѓе, иако повеќе глави повеќе мислат, но кога е во паника, не мислат на проблемот, него мислат как да го решат, а додека мислат как да го решат, главите не им мислат од паника и од стрес и од нервоза и проблемот се шире и се поголем станува.
Ако мислите оти не сум во право, пишајте ми во коментари как е прававто нешто. Сепак во моје мислење и чисто саках да споделам со вас. Втора точка е тоа што парите никако да не ги ставаш на прво место. Во која смисла парите да не ги ставаш? Да не ги ставаш на прво место. Знаете дека инфлација, дека после короната се е поскапено, платите исти се и така натаму и така натаму. Знаете дека нема работни места, дека има многу луѓе што останаа без работа, нема пари, големи фамилии, во смисла големи 6-7 члена, 8 члена, зависи, има две фамилии што живеат во една куќа, а само двајца или тројца вработени, без разлика четворица, па високи сметки, кредити, не знам што, бла 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 бла. Никогаш парите не ги ставајте на прво место. Во која смисла на прво место? Вие не треба на сабајле, или окей, не мора на сабајле, не треба вие да биете со помисла као ја мора да имам пари. Не, ти не мораш да имаш пари. Мислам, нормално е да се има пари, пошто нели има сметки, треба да се јаде, да се пие, да. Ама со оглед на тоа што многу е мала као работната, не знам како се вика тоа, нели, вработувачката, ајде, и мали се платите, а големи трошоци, ти никогаш нема со пари да останеш. Што значи ние не сме тие што ни го црпат умот од TikTok и од YouTube, Andrew Tate, не знам таму кои милионери, билионери, јас заработувам дропшипинг, ја правам ова, ја правам она. Не. Ке има и за тоа друго видео, али чисто сега онака на брзина ќе ви спомнам. Тие што ги гледате со купчиња евра, што се као сакате на 16 години да заработувате 1000 евра, не знам што, не знам како, не. Тие само си ги споделуваат као часовите или рекламите, за вие да им уплатите на нив, за они на вас демек као да ве научат како да вие ваѓате пари, а усвари они вадат од вас пари. Што значи не им верувате, пошто се е онлайн превара. Без разлика колку и пари да имате на страна и да ви се за нешто зачувани, никогаш не ги трошете за глупости. Во која смисла за глупости? Доколку излезете, без разлика дали излегувате во Гевгелија, дали излегувате во Скопје, без разлика дали идете во друг град, дали во Велес, Битола, без разлика. Не земајте повеќе од нека се 300 денари со вас, нека се и 500. Повеќе никако доколку имате пари на страна. Зошто? Поради тоа што многу добро знаеме дека 90% од машките влегуваат барем или во казино или во кладилница. Таму трошат обавезно од 500 денари 300, макар може и сите да ги потрошат. Не за друго, кафето е скапо, јадењето е скапо, еден сендвич е 200-300 денари, сок е исто 100 денари. Со 500 денари не може да се излезе, али окей, да правиме муаве дека може. Не зимајте повеќе пари, пошто девојчињата идат по бутици, идат по Сара Фешн, бла бла бла, омага ова ми се допаѓа, она ми се допаѓа, а тебе парите пример ти се планирани за нешто друго. И ако ти тие пари сега ги земеш и излезе со нив, зајави планот. Тој план пропаѓа, парите не ти се за нешто друго, ти се за ова што сега си го видела. Така да, парите никогаш на прво место и секогаш водете сметка каде и кога ќе ги трошите парите и колку ќе трошите. Поради тоа што без пари ќе останете обавезно, пошто, као што реков, се е скапнато, а со денешниве напредни технологии прават манипулацијски амбалажи да ти привлечат очи. Па не знам, има вслушното, сега не знам колку е за да ти привлече као љубов према производот, према продуктот, ама например кога влегуваш во тие што се поскапите ресторани, имаат посебни, као да кажам, парфеми, ако можам да кажам, кој те тера на глад. Иако ти не си гладен, самиот тој парфем кога ќе биде прснат во ресторанот и ти кога ќе го вкусиш, самиот стомак ти бара јадење. Со тоа ти влегуваш во ресторанот и јадеш. Не знам колку сте запознаени со ова, доколку не сте, изгуглајте и ќе видите. Знам дека ја сменив темата, но ме свативте што сакав да кажам. Трета точка е, заборави трошење пари на беспотребни работи, коцка, алкохол и така натаму. Да, веќе ја објаснивме таа работа во втората точка заедно, али пак ќе се надоврзам. Пример, да, ете, јас не сум тип што излегува по забави по ово оно, али вие што излегувате по забави, треба да сватите дека иако работите, иако не работите, вашите родители, а и вие не сте должни да давате, ако ништо повеќе, ама по 4-5 илјади за журка. Мислам као, не значи дека ако вие истрошите 50 евра или 100 евра за Грегор, за гус, како и се викат тие алкохолите што ги слушам по младинава, гуска, не знам шо, таму Вигор, бла бла бла. Не значи дека ако вие се опиете таа вечер и се изфлексате пред другите дека вие имате 10 флаши на масата и вие сте сега као јаки, о мај гад, и другите 20 дена од месецот вие да преживувате пошто на првата плата сте ја дале на 2 забави. Значи тоа е финтата. Иако пиете алкохол, пиете као нормално, а не сега као о мај гад, во јаше вечерва во овој клуб, јас сега ќе му се изфлексам, ќе земам 20
флаши моет, ќе земам 10 вигора, ќе земам ова, ќе земам она, вие ќе платите 1000 евра сметка и 20 дена ќе грицкате прсти и ќе јадете гом на цел месец. Мислам, као нема смисла. За тие што пушат цигари веќе и да не зборам. Цигарите скапи, тие за инат намалуваат од други работи, купуваат цигари и така натаму и така натаму. Број 4, најди го, моја грешка, соодветното друштво кое нема да те користи и да те лаже и така натаму. Значи најди го друштвото кое нема да те користи, нема да те мами, нема да те лаже и така натаму и така натаму. Сите знаеме дека имаме другари од корист. Тоа е факт. Значи не можете да не го знаете другарот и тој ве знае вас и вие го знаете него, пошто сте очигледно другари повеќе од одредено време. Пример, повеќе од година дена, повеќе од 2 години, повеќе од 3 години, така натаму и така натаму. Најбитно од се е на време да одредите, да видите, да не сте слепи, да не сте со врзани очи, да видите кој другар кога ви наштетува, колку ви наштетува, која ви е слаба точка и зошто ви наштетува. Значи треба тој другар, според мене, да го одделите со време или вие да се одделите од него со време, заради тоа што тој ви наштетува на тој начин, тој ве мами заради оваа и оваа причина, тој ве лаже заради оваа и оваа причина и пошто вие имате еден куп причини да тој другар го изфрлите од вашето друштво, вие као 90% треба да направите тоа заради тоа што тој ви наштетува и на некој начин ве уназадува и ве прави несреќен. Зошто ве прави несреќен? Зошто ве прави несреќен? Заради тоа што, пример, вие сте се договориле, пример, оваа вечер идеме да јадеме во ресторан, 5 души се договарате да идете да јадете во ресторан, вклучувајќи го и него во тие 5 души, и као пола сат се собирате, нели, тргнувате кон ресторанот и пола сат пред ресторанот, без разлика дали пешки или со автомобил идете, тој ви кажува као, окей, сега не икем таму да јадам, ајке идеме на друго место, бла, и тука се скарувате. Окей, идете на друго место. Секој си јаде, пример, да кажеме, сите јаете, да кажеме, и сега сметка иде од 5000 денари. И сега вие сите 5 души, дали ќе се договорите да даете по 1000 денари, или секој колку јадел, пример, јас јадев за 700, ти јадеше за 1300, ти јадеше за 800, ти јадеше за 2000, бла. И тука настанува кавга помеѓу тој и вие, поради тоа што тој не иќе да си плати кој колку јадел, него сите подеднакво, и тоа ви е уште една од причините зошто вие сте несрекни и нервозни. И зошто вашиот живот станува полош. И зошто вие си одите дома со нервози, пошто сте се карале со него, дека тој не икел да плати, а можда јадел повеќе од вас, и така натаму, или пиел без разлика, и така натаму, си идете дома се вашите нешто друго изнервирани, вие сте друго изнервирани, па вашите не ви прават муабет, тоа уште толку ве изнервирува, и вие се скарувате и со вашите, и тука вака станува лом и така натаму. Што значи, добро одберете со кој ќе се дружите, отворете си ги очите, немојте да бидете слепи, и додека е време, верувајте, додека е време, одделете го тој или таа личност, без разлика дали е машко или женско, но верувајте, ќе ви биде многу полесно. И последна и петта точка за денес, не верувај никому, немај очекувања и немај толку лесни и брзи чувства према спротивниот пол. Што сакав да кажам со ова? Не верувај никому. Во која смисла не верувај никому? Ете, ќе оземе најпростиот пример. Знаете, има некои се побогати, повисоки класи, има некои се пониски класи. Сега најпростиот пример ќе оземам вака. Тие што се повисоките класи, пример, некои се греат на дрва, некои на пелети. Оние што се греат на дрва, пример, купуваат, да кажеме, што знам, не знам дали идат на кубици или на метри кај вас, али кај нас се на пример на кубици, пример сега ќе земеме 15 кубика дрва, али нека се исечени, разбирате, и сега као зимаме сечени дрва, доаѓа човек, ни ги изфрла и тоа е тоа, пример. Сега има луѓе што се пониски класи, зимаме дрва, нема кој да ги сече. Викаме човек да ги сече, пример на две, ако се кругли, ги сече на две, ама се долги. Или, пример, ако се долги, ги сече на две, ама се кругли, треба да се цепат. Сега викаме другар за цепење. Пример, ја ќе го викнам мојот другар да дојде заедно да цепеме дрва и му викам, брат, слушај, знаеш, имам дрва за цепење, би сакал ли утре да доеш, знаеш, да цепеме дрва, пошто, знаеш, може времето е вакво, времето е такво, ќе заварне, да не ги наварне, ово, оно, бла. Океј, бе, брат, утре 10 саат сум кај тебе. Топ. Ама ја додека не видам оти ти си кај мене, ја не можам да ти верувам. Пошто ти 10 саат си кај мене, да. Ама на зборови.
А на дела не значи дека ќе доеш у 10. Ете пример, утре си заборел, задутре врне, што правиме со дрвата? Ти си испуштил еден ден, ама задутре веќе врне. Дрвата се намокрени, после ќе им треба дупло време да се исушат. Ти џабе ќе доеш после да ги цепеш, тоа нема смисла. Исто така се дешава и со друштвото, да кажеме, не можеш да веруваш зошо, заради тоа што се договарате пример сите да излезете и као вечерва нема да идеме нигде, као нема да ни требаат многу пари. Знаеш, као окей, се договарате дека нема да шетате, бла, нема да зимате многу пари и ти како и обично пример си зимаш 200-300 денари. Излегувате и од нигде негде друштвото ти вика и се договоривме идеме на пример на пиење, идеме на оно. И сега сите идат да купуваат, да свашта, да прават бла, сите имат по 700-800 илјади денари, ти си излезен со 200. Зошто? Заради тоа што тие ти рекле дека вечерва нема да ти требаат пари и нема да излегуваш. Сега ова не е нешто као да те лажат или слично, али за тоа не се верува на никој. Мислам, овие се многу прости и глупи примери, али онака најпросто пробав да ви објаснам што и како. Сега, немај очекување. Зошто да немаш очекување? Заради тоа што очекувањата најмногу те погодуваат и најмногу емоционално емоционално те погодуваат. Зошто? Пример, ти си очекувал дека, што знам, ето мајка ти пример те праша што сакаш за ројнден, ти викаш пример точак, јас као немам точак, сакам точак, ово оно, окей, ќе имаш. Сега ти очекуваш дека за роден ден ќе имаш точак. Од една страна е мајка ти крива што те прашала зошто као што сакаш за ројнден ден, заради тоа што ти веќе имаш очекување дека мајка ти ќе ти купи точак. Ти иде роден ден, мајка ти не ти дава точак, пример ти дава 500.000 денари без разлика, мајка извини, нема пари за точак, ово оно и ти тука веќе емоционално си погоден, ти си веќе емоционално расположението ти е паднано заради тоа што твоето очекување не е исполнето, ти си као повреден и така натаму и така натаму. Друг пример е као пример почнаш да излегуваш со некое девојче, ово оно ти имаш очекување дека таа ќе продолжи да излегува со тебе, иако се лапате некое време, пример излегувате, не излегувате само на кафе да зборите и свашта, него имате допири веќе ближност и се тоа. Поминува еден месец, ти веќе имаш чувства стекнато према неа, ти ја сакаш и така натаму, и таа ти вика извини, доста беше излегување, јас те сметав само за другар, онака додека немав што да правам излегував со тебе, ово оно, и тука ти ги крши чувствата, тука очекувањата ти пропаѓаат, тука си емоционално повреден, психички си повреден заради тоа што свашта си поминал со неа, имаш во еден месец доста работи поминато со неа и така натаму. И ти си тотално повреден заради тоа што таа ти става ношу грб. Затоа не се верува и затоа треба да пазите да во без разлика која работа и да влезете и што и да е работата и што и да е се без разлика што и да е, без очекувања и ќе си кажеш као окей, што биде, ќе видиме до кај тера. Као окей, не очекуваш ништо. И последното, нема последно, али сакав да ви кажам нешто као ништо, окей, се збунив. Небитно, ви благодарам што одвоивте колку 10 минути, 15 да го изгледате ова видео. Се надам дека ви се допадна. Доколку е така, оставете лайк, коментирајте што мислите за овие 5 работи како би имал подобар и посреќен живот. Се надам дека ви се допадна видеото. Ако е така, оставете лайк, комент и субскрайб. А ние се гледаме во наредно видео кога ќе оздравам и кога ќе биам малце по-одзатнат. Ај, чао!